Во подготовка на овој прес од кабинетот посочија дека треба да имам напишан говор, но мислам дека ќе беше сувишно да имам напишан говорот и вечерта пред годину дена немав напишан говор, него го кажав оно што извираше од мене во оној момент и затоа избрав да го кажам тоа што денеска, после годину дена, вистина за волја, значи после годину дена влегувам овде и атмосферата може би е исто на чувство кога се присеќаме на ситуација во која што во еден момент треба да мислиш за живот или смрт и во ситуација кога на мониторот гледаш дека маса граѓани насилно влегуваат и мислиш дека според оно што е поставено системски не може да се влезе во собранието, колку и да има луѓе од надвор, и чувството дека некој од внатре тоа го прави е уште потешко. За жал, дознаваме после тоа дека тоа од внатре го прават наши колеги кои што делат иста судбина, кои што јадат ист леб. За жал, дел од тие што беа и се обврзани да обезбедат живот и работа на пратеници, избраници на народот и на службеници кои по работа се наоѓаат во собранието, тие не се на ниво на својата задача. Сепак, како председател на собранието, уште тогаш и повторувам после годину дена, јас можам да не им замерам, да им простам на сите кои што не беа на ниво на задачата. Само заради тоа да паметат дека од тогаш и натаму никогаш и никој да не помисли да го повтори тоа. Барем во време дотека јас сум председател на собранието. Затоа што нема да се случи, да се дозволи такво нешто да се повтори. За разлика од тогаш, што вратите се отворија насилно, денеска, после годину дена, впрочем, како и за годину дена, вратите на собранието се физички сами отворени за сите оние добронамерници кои што имаат намера да дојдат, да не посетат, да не подсетат, да не упатат во она што мислат дека треба да биде тек и обврска наша. Уште еднаш, благодарност на оние припадници на Министерството за внатрешни работи, посебно на оние неколку мина кои што беа уз нас, за присебноста, за професионалноста во однесувањето по цена и на собствениот живот. Зошто? Затоа што, впрочем, тоа име и морална и етичка обврска, како што и се заклеле, дека се спремни да го дават и својот живот за да го одбранат оно што им е обврска уставна и законска, а тоа е Народниот дом, тоа е Собранието на Република Македонија.